Колега Попов, мора да се повикам на контрреплика. Рековте во вашето воведно излагање, можностите сме ги испуштили, наместо да го надградиме буџетот. Поднесивме 5 амандмани. Прифативте една иницијатива која што е дел од овој дневен ред, а тоа е за зелен катастар и програма за зеленило на општина Гевгелија, што никогаш не е изработена до сега. Тоа е нашиот придонес, единствено што го прифативте. Другите амандмани кои што не ги прифативте, ке цени народот дали сте биле во право или не. Рековте, сте верувале дека оваа година бил одлично планиран буџетот. Верувавте и минатата година, па затоа 4 ребаланси претрпе буџетот за 2025 година. Кажавте дека сте ги удвостручиле, јас ке речам, сте ги дуплирале даноците од имот, точно така, воведовте нова методологија, удривте по джебот на граѓаните, но дали ги зголемивте и платите на граѓаните исто така според тој процент? Или платите на граѓаните, од кога обожавате вие да кажете ВМРО е на власт, се зголемуваат од 1500 до 1800 денари на година. Кажавте дека градоначалникот одлично ги менаџира и капиталните приходи. Еве и јас велам, да, одлично градоначалник ги менаџирате капиталните приходи. Издавате маркици за згради на секој ќоше, на секој нема 10 метра од зграда до зграда. Дрвце нема ќораво до некоја зграда. Ама касата се полни. Тоа е одлично. Не е одлично дека граѓаните живеат во бетонизирана околина. За крај да заклучиме, не ги зголемувајте толку многу капиталните приходи, ќе ја бетонирате цела Гевгелија. Помислете на зеленилото, гледам, мислете на зеленилото, се радувате на паркот Топлив, на новиот парк што ќе се гради, и јас се радувам на тие. Ама не се радувам на овие саксииве што се по тротоарот кога ќе излеземе сега од Пионерскиот дом и да ги представам како зеленило, кое што ќе прочисти воздухот во Гевгелија и кое што ќе донесе здрава животна средина, кои ќе се борат со климатските промени кои ги имаме и 50 степени температурите кои ги доживуваме во летните периоди. Благодарам.